почитувани представници на медиумите. Секојдневно гледаме како владата на Христијан Мицковски ја турка земјава во должничко робство. Последниот предлог да се земат 300 милиони евра од банки, кои на владата не ги дозволија, што укажува на веќе сомнеш во нашиот кредитен рейтинг. Имено конзорциум на банки дозволија кредит од само 260 милиони евра. Со ужасно голема каматна стапка од близу 4,5%. Првото прашање кое што се поставува е каде одат овие пари. Нема редовна исплата на плати по јавните институции. Нема ниту размислување, а камоли најава за зголемување на минималната плата. Се касни со социјалните трансфери, се касни со повратот на ДДВ. И кај компаниите кои што се месечни и тромесечни обврзници. Вкупната сума на пари која што оваа влада ја должи на компаниите за поврат на ДДВ изнесува близу 200 милиони евра. Овие пари одат само за партиски тендери. И тоа е единствено нешто што добро функционира кај оваа власт. Опасно се зголемува вкупниот долг. За 2 милиарди евра, за само 2 години, е зголемено задолжувањето на земја, пари кои што ќе ги враќаат следните генерации. Вкупниот долг, кој што беше 8,5 милиарди евра во 2024 година, сега е близу 11 милиарди евра. Се постава прашањето, има ли ова власт компас, има ли идеја, има ли визија на каде и како ја води државата. Нашата пратеничка група нема да учествува во ова брутално, секојдневно задолжување на земјава за огромни суми, стотици милиони евра, милиарди евра пари, кои што не одат никаде, освен строго контролирано во партиските фирми преку тендерските постапки. Ние нема да учествуваме во комисиската расправа на оваа тема и целосно се повлекуваме од неа. Дополнително, сакам да укажам на уште еден скандал. Скандал кој што не е нов и кој што претседателот на собранието веќе во континуитет го спроведува, а тоа е да, кршејќи го деловникот, закажува состанок на комисијата за финансирање и буџет, комисија која што ја води нашата пратеничка, Сања Лукаревска, и покрај тоа што е таа тука и не е одсутна, а деловникот тоа не го дозволува, кога пратеникот е тука, тој задолжува друг пратеник да ја води оваа комисија. Имајќи предвид дека ова е веќе пракса на претседателот на собранието Африм Гаши, и со тоа го крши деловникот, најавуваме дека ќе поднесеме кривична пријава и интерпелација за претседателот на собранието. И благодарам. Еве како објаснувањето е многу лесно и многу логично и е уште едно објаснување од кујната на ВМРО за креирање лажни вести и лажна слика кај граѓаните. Имено, се работи за целосно различни програми. Сите земји во регионот ниту имаат ист капацитет, ниту исто сработуваат. Ако ние имаме простор да заработиме над 200 милиони евра да добиеме од Европската унија, а сме добиле само 60, воопшто не е битно дали некоја друга земја има повеќе или помалку од нас. Ете, тоа е суштината. Ете, тоа е суштината на пропагандата и лажните вести и креирањето на лажна слика за која што ова власт сака да се зборува. Целосно надвор од вистинскиот контекст. Односно, во 24 година завршени се само близу 50% од реформите. Во првата половина на 25 година 25% од реформите, во втората половина, заклучно со декември 25 година, јуни-декември, само 16% од реформите. Наместо 134 милиони евра плюс 60 од незавршени обврски од 24-та, сега ние да ги добиеме, ако оваа влада имаше вистинска намера и капацитет и сработеше, добро, значи можевме да добиеме близу 200 милиони евра, ние добиваме само 65. И тоа е првата работа. Втората, уште позагрижувачка, зашто позагрижувачка? Поради тоа што за ова
не е веќе изненадување дека луѓето не сакаат ништо. Сакам да укажам и да ги предупредам граѓаните да се свесни дека ова може да се едни од последните пари кои што ги добиваме од Европска унија. Сега кога Европска унија ги прави следните буџети, кои што се прават за 7 годишни периоди, а ние не правиме чекор напред кон Европска унија, можно е да воопшто не влеземе во новото буџетирање на Европската унија, што е дефинитивен знак дека тие веќе на нас не смета. Ке го пропуштиме и последниот воз. Добрите појук за левинување околу тие реформски закони за да плюс средства од парите од планот за раст, дали се пак ќе прифатите учество и да соработувате со власт? Со криминалци рековме не соработуваме. И не се должи на наше неработење или несоработување тоа што тие не сработиле добро реформската агенда. Тоа што сме земале само 60 милиони од можни 200, говори дека владата на Христо Мицкоски не работи на европскиот пат. Вистинскиот чекор напред се вика уставни измени. Тоа треба да се случи во земјава. И треба да престане владата и Христијан лично да ја обвинува Европа дека ни го загрозува националниот идентитет. Со тоа што треба да се направат уставните измени. Затоа што тоа не е вистина. И затоа што има друга позадина зашто ние не го правиме тој чекор. А за тоа ќе опрашате него. Господин Филипче, во вашите редови имате 20 пратеници кои го сочинуваат во времето во собранието. Во собрание стигна законот за правична заставеност, така да се прашувам дали ги го поддржите и значи тие 20 пратеници од немакедонска етничка припадност и општество СДС. Дали ги го поддржите? Гледайте, нема збор дека се што секој закон, предлог, политика која што значи унапредување на меѓуетничките односи, ние го поддржуваме. Не само што го поддржуваме, тоа што тука стојат и се дел од пратеничката група, пратеници од друга етничка припадност е доказ за тоа. Така да се што значи унапредување на таа сфера во општеството, ние го поддржуваме. Значи овој закон ќе го поддржите, ќе го гласате. Апсолутно. Треба да го разгледаме, нормално дека ќе доколку треба ќе интервенираме со амандмани, да се подобри согласно нашите ставови, дозволете да го разгледаме, но се што значи унапредување на таа сфера ние поддржуваме. Благодарам.